Добра вечер, почитувани гледачи. После рекламите во нашето алтернативно студио, време е за Заспи ако можеш, прва емисија за оваа работна недела. Ве пречекуваме јас, Драган Милославович и колегата Горан Момировски. Позади себе имавме интересен викенд, мора да се признае, од повеќе аспекти и на светско и на локално ниво. Нема да шириме премногу, затоа што вечерва имаме ексклузивна можност во секоја смисла на зборот да разговараме со една господја која што неодамна ја доби правдата, барем во одреден дел за она што и беше направено од државата Македонија. Правдата ја доби пред судот во Страсбур и ќе се обидеме одредниве час и 10 на 15 минути да ве доближиме колку што можеме повеќе до она што се случуваше не само во врска со конечната пресуда на судот во Страсбур, туку и годините наназад, поради кој господјата Елена Доцевска Божиновска мораше да истрпи и домашен притвор, и ефективен притвор во Шутка и еден куп други работи на кои што веројатно без никакво задоволство се сеќава. Добра вечер, велам за вас. Добра вечер. Благодарам пред се за поканата, благодарам за можноста да поразговараме за актуелната пресуда од Европскиот суд за човекови права и да поразговараме за некои моменти во врска со пресудата за кои што до сега јавно не сум говорела, ги сметам за значајни од повеќе аспекти. Да почнеме од она што е последно, па потоа веројатно хронолошки ќе се враќаме. Ако ми дозволиш, Драган, само да кажеме дека вие сте по професија правник. Така. Човек кој што долго време работел со правото како дел од правните служби, да речем, во Собранието на Република Македонија. Значи човек кој што извонредно добро го знае и македонското законодавство, но и европското, да речеме, во голем дел. Значи не станува збор за обвинет во случајот 27 април, кој што не ги знаел правните позадини на сите овие настани, туку точно сте знаеле со што се соочувате и каква, јас ја напишав во најавата за емисијата, нечовечка војна и нечовечки обид да се уништат и вашиот и животите на уште 30 на 40 луѓе во овој процес. Така е, правник сум по професија, имам положено правосуден испит, долгогодишно работно искуство во кабинетот на председателот на Собрание. Во Собранието дојдов со покојниот Љубиша Ѓоргиевски, продолжив со Трајко Велјановски, претходно работев во адвокатска канцеларија. Бев свесна и за тоа што се намераваше да се случи на 27 и отпосле за процесот, за сите прекршувања, за сите злоупотреби, како што кажавте и за делот прекршувањата на меѓународните акти и така натаму и така натаму. Да. Сакам да кажам, ќе ни простат гледачите ако може би почувствуваат малку патетика во вечерашната емисија, меѓутоа не лажна патетика, туку вистинска, нели, патетиката всушност значи возвишеност. Да почнеме од она што одекне како експлозија, мора да се признае во македонската јавност, неочекувано, како од ведро небо, иако воопшто не беше така. Имено вие пред неколку дена добивте од Судот за човекови права во Страсбур дефинитивна пресуда дека биле прекршени вашите права, а во врска со постапката за определување притвор. Само да кажеме една тривијалност, судот пресудил фантастични 1600 евра оштета, фантастични го ставам во наводници се разбира, затоа што тоа навистина е една мала сума и тоа дел од нив се однесува и на судските трошоци кои што сте морале да ги поднесете, меѓутоа нешто друго е многу поважно од тие 1600 евра, претпоставам. Па така е, во право сте. Пресудата, велите, одекна точно, одекна за јавност и за луѓето што не знаат дека имаме еден таков спор пред Европскиот суд за човекови права. Апликацијата е пуштив во мај 2018 година, значи од тогаш е жалбата и од тогаш е постапката, цели 5 години, така.
Предходеа неколку фази, согласно процедурата на Европскиот суд. Има прва фаза кога што се оценува уредноста на апликацијата, односно на жалбата, дали е се во ред, дали сите судски инстанции во државата од каде што доаѓа апликацијата се поминати, се оценува дали е надлежноста на судот да суди, значи за жалбените побарувања. Тоа е веќе првата фаза. Првата фаза ја поминавме без никаков проблем. Веќе втората фаза, каде што суди судија поединец, ја завршивме минатата година, мислам дека беше во ноември месец, кога од Европскиот суд преку адвокатот добив предлог за спогодба со владата на Република Македонија. Што тоа значеше? Тоа значеше дека ми нудат спогодба да одредиме одредена сума на средства кои што ќе бидат извесен надомест, нели, за претрпеното, со што постапката ќе беше завршена. Значи веројатно ќе се констатираше странките имаат постигнато спогодба и немаше никаде да се нотира што Република Македонија всушност прекршила. Тоа што на мене ми беше битно беше да дојдам до пресуда, значи да добијам црно на бело, да биде напишано што тоа, зошто, како и кој прекршувал и точно да се наведе кои одредби, односно во случајов е член 5 став 4 од Конвенцијата за заштита на човековите права. Тоа што е интересно малце, може невообичаено, веројатно и за јавноста ќе биде вака прв пат да слушне, е дека таа втора фаза има еден вид на тајновитост. Односно, правилото на Европскиот суд за човекови права вели дека ако апликантот објави дека е во процес на спогодба со владата, автоматски апликацијата, односно жалбата се отфрла и постапката завршува. Значи, има еден таков сензитивен период во текот на постапката, кога треба да сме нели повнимателни и да сме подискретни. По укажување на адвокатите ги испочитував сите тие препораки и чекавме да видиме што ќе се случи во третата фаза. Третата фаза е всушност оваа фаза што сега е окончана со пресуда, каде што суди судски совет, составен од неколку суди. Адвокатката ми кажа кога се одлучив дека нема да прифатам да се спогодам со владата, дека треба да го одбиеме дадениот предлог. Ми беше посочено дека сега шансите на некој начин се намалуваат, затоа што судот повеќе суди, нели, секој по лично свое убедување. Како и да тоа не ме обесхрабри, решив и да ризикувам, се со цел да дојдам до пресудата, до тоа што го имам денеска, затоа што пресудата е таа која што ми прави сатисфакција од многу причини. Пресудата е таа која што е сериозна потврда на тоа што го збориме повеќе од цели 5 години, дека процесот е политички и монтиран од самиот почеток, дека државата и политичарите и власта злоупотребија институции за кршење на човековите права во текот на тој процес. Пресудата е еден печат на сето тоа што го кажуваме 5 години, дека се работи за најголемиот срам во македонското правосудство и е печат на една постапка која што без оглед на се не би смела никогаш да се повтори. Никогаш пред некој ден во изјава за некоја телевизија си дозволив да кажам дека никогаш во животот не можев ни да претпоставам дека парче хартија некогаш ќе ми значи толку многу колку што ми значи денеска пресудата добиена од Европскиот суд за човекови права. Пресудата е индивидуална, се однесува на вас, но се однесува и на 18-19 луѓе кои што во моментов се осудени на драконски затворски казни. Многу лесно можевте и вие да бидете во моментов со нив заедно. Сега да не испомнуваме имињата Чавков, Јане Ченто и така натаму ги знаеме сите. Треба да бидеме реални дека оваа пресуда не треба да им даде на нив некаква голема надеж дека може наскоро да се смени нешто во нивниот статус како затвореници, но во исто време треба да бидеме реални дека тие на овој начин добиваат сатисфакција, но и надеж сите ние заедно со нив дека наскоро и нивната проклета судбина би рекол би можела да се смени. Јас се радувам што токму јас ја добивам првата пресуда за овој случај од Европскиот суд за човекови права.
Сакам на некој начин да бидам предвесник. Јас силно сум уверена дека после оваа пресуда ќе следат уште многу вакви пресуди во кои што ќе биде нотирано и во кои што ќе биде напишано дека државата Република Македонија, односно тогашната и сегашната власт имаат прекршено и имаат направено сериозни повреди на процесното право, имаат прекршено човекови права. Со оваа одлука на Европскиот суд за човекови права, каде што нема кацарска и вилмарусковска аршини, него има други критериуми, добивме една битка. Оваа битка ја добивме, меѓутоа ни престојат уште многу битки, се до конечно ослободување на неправедно затворените уставобранители. И ќе сметам дека правдата на некој начин е задоволена кога на слобода ќе ги видам сите нив. И моите сограѓани Игор Јук и Вили, и Јане Ченто, и Пешов, и Горан, и другиот Горан, и Владко, и Оливер, и Душко, и сите останати. Кога нив ќе ги видам на слобода, тогаш ќе речам дека јас сум слободна. Уште една тривијалност, ако смеам така да кажам, рековте дека постоел обид за спогодба, веројатно во самиот момент на спогодба кај владата веќе било јасно дека работите не одат во вистинскиот правец. Дали можеби дојдовте до информација или претпоставка во таа спогодба какво обештетување би станало збор? Можеби, бидејќи некој ќе рече, може добиете 50-100 евра, сега на памет го зборувам ова, некој ќе помисли, па добро, не е лошо. Не, да ви кажам право, воопшто нити се заинтересирав, нити прашував каква значи, вие дефинитивно бевте однапред. Значи не размислував ни дел од секунда. Значи кога ми кажа предлог спогодба со влада, кажав ја нема што да се спогодувам со владата. Нити па постои таа сума што може мене да ми биде сатисфакција или да ми го надомести претрпеното. Исто како што верувам дека не постои сума што утре ќе го надомести тоа што го поминуваат сега затворените и нивните семејства. Може ли да се вратиме сега назад во таа фамозна 2017 година, на 27 април? Јас сум кажал во неколку наврати дека бев присутен како новинар во собранието. Вие во тоа време бевте вработена во собранието, бевте во кабинетот на тогашниот собрански спикер, Леко Милјановски. Во моментот кога влегува народот во собранието, се сеќавам убаво, тамо е една, да речеме, фестивалска атмосфера, луѓето ја пеат химната, некои се качени на седиштата, на масите и така натаму. Горе, навистина, се случува нешто друго. Вие во тоа време бевте, колку што паметам, доле, значи, отприлика каде што е холот и каде што е пленарната сала, или не? Не. Мора да ве исправам. За време на случувањата на 27-ми, моето движење беше исклучиво пред кабинетот на председателот на собрание. Тоа воопшто не е во тој дел? Не е во тој дел, не е доле кај холот. Значи, јас и колегата имавме спуштање кон влезната врата, пошто има неколку скалишта, имавме едно спуштање, меѓутоа доле не се стигнавме ниту еднош, ниту пак бевме во близина на пресалата каде што беа немилите настани. Така. Тоа е важно, но ми тоа за мене суштинско. Зошто вас ве товареа за тероризам практично? Власта сака да каже дека не е терористичко здружување тероризам, но што направивте? Навистина, можеби тешко ви е, емотивни се. Што направивте вие за да... Емотивно е нормално, веројатно и нормално да биде емотивно. Меѓутоа, нема зошто да се избегнуваат одговорите, да не се говори, да не се кажува вистината. Обвинението беше многу големо, не знам колку стотина страници. Во целото тоа обвинение, за волја на вистината, јас и колегата Иван Цветановски бевме споменати само во една реченица, во која стоеше обвинетата Елена Доцевска-Божиновска и обвинетиот Иван Цветановски со мимики и гестикулации ја насочуваа толпата кон прес-салата. За тоа бевме обвинети. Со мимики и гестикулации. Тоа беше значи, формулацијата. Немало насилство, немало координација, немало користење на, не знам, некакви комуникацијски средства, немало, ништо немало. Се зборувам за другите луѓе кои што настрадаа, нели? Значи, мимики и гестикулации, се насмеале, сте направиле некаква гримаса, сте направиле некаков чекор со раката, што и да е тоа, што сакал да кажам и десото, и тоа било причина за вашата сага. Така е.
Тоа беше единствената реченица која што беше обвиненијата се однесуваше на мене и на колегата Цветановски. И заради тоа вие можевте вечерва да бидете во Идризово и да услужувате казна од 15, 16, 18 години затвор. Така е. Сега, повторно јас извинувам што вака ќе ве предизвикаме емоции, тешки се овие работи и за мене да бидам искрен, но мораме да го расчистиме ова. Бевте 59 дена во Шуторизари. Така. 59 дена поминавте во Шуторизари. 59 дена, да. Шутка е една посебна приказна. Јас стално после тоа се прашувам како ваши колеги новинари немаат порив, немаат потреба да појдат да снимат, да направат репортажа. Шутка е приказна за себе од многу аспекти. Ако некој мисли дека може да замисли, да си предпостави какво е тоа место, каков е амбиентот, какви се условите, верувате дека греши. Значи, тоа е под секое човечко достоинство и под секоја пристојност. Не верувам дека постои погрдо место на светот. Незамислива е Шутка. И тој што ќе каже дека истражниот затвор Шутка е место каде што се спроведуваат мерки за обезбедување, лаже. Шутка е казна. Казна во секоја смисла на зборот. Имаше во 2019 година излезе една репортажа, прилог, Телма во притвор во Шутка. Го повара се бајле видеото да го видам уште еднаш. Не го најдов, видеото е тргнато, не знам од која причина. Меѓутоа, и тогаш кога го гледав прилогот, ми остави толку многу една реченица, еден опис од новинарот што беше во посета, заради јавноста, за да го доволувам впечатокот, ќе ми дозволите да цитирам, не сакам да парафразирам, вели: а ќелиите изгледаат како одаи за мачење, темни и страшни, понижувачки. И токму такви се. Значи, Шутка служи за едно тивко измачување. И во зоолошка, кога ќе се увиди дека одредена просторија каде што престојуваат животните не задоволува одредени критериуми и е под некои минимум услови, се прави или преуредување или се градат нови простории за животните. Во Шутка, каде што условите не се ни за соодветни за животни, се држат луѓе, тоа со денови и со недели и со месеци. Шутка е нешто што е, не знам како да кажам, страшно. За среќа во оваа наша држава животните ги имаат анима мунди, па стално се бунат за нивните права, а за несреќа ние луѓето имаме една власт како оваа на СДСМ, па нашите права се такви какви што се и имаме вакви пресуди како што ја добивме оваа последна. Сме разговарали ние и во студиото со неколку луѓе кои што биле во Шутка како обвинети, и Богдан Илиевски, и Игор Дурловски. Веројатно сите почитувани гледачи имате по некој што можеби поменал така, не знам, мојот сосед Александар Диневски и така натаму. Меѓутоа вие мораме да го опфатиме дополнителниот контекст на целата приказна. Во моментот кога вие влегувате во Шутка, вие сте мајка на 2 деца од 1 и 2 години. Да. И вие сте лице кое што претходно има безпрекорно досие, значи немате никакви криминогени постапки претходно во минатото, нешто со кое што би можеле да бидете поврзано, а се однесува на одредени криминални активности. Воопшто не го спорам моментот дека луѓето кои што се тамо, а се виновни поради објективни криминални причини, не заслужуваат да бидат тамо, да се разбереме, таквите услови се одвратни. Меѓутоа, за даман како вас, која што немала никогаш, веројатно ни на сон, да помисли дека може да влезе на такво место, морало да биде 10-кратно поголем шок кога ќе се најде во позиција како претходно пред да влезете во студиото зборувавме дека тетовирање во оној филм фамозен од пред 30 на години е всушност хотел во однос на реалноста на Шутка. Знаете како? Во Шутка кога ќе влезеш, првиот момент расчистуваш. Или пукаш веднаш, или си викаш морам да се соземам, да издржам и од овде да излезам цела за семејството, за себе, нели, за децата. Има еден интересен момент во однос на притворите во Шутка. Не знам дали сте приметиле, стално сме зборували и со пријатели и со адвокати.
Обично притворите се случуваат во петок. И е прашањето зошто се случуваат во петок. Во петок притворот значи дека изживувањето е за оцена 10+. Ќе ви појаснам и зошто. Ако те притворат во петок, тоа значи дека во петок, во сабота, во недела немаш право да се видиш со адвокат, немаш право на средба со член на семејство, значи посета, и немаш право да примиш ништо од надвор. Во еднакви мизерни услови, нехигиенски, можете да замислите дека вие 3 дена ќе бидете прва во облеката во која што ве притвориле, ќе бидете без основните хигиенски средства, ни сапун, ни крпа, ни тоалетна хартија, нема ништо. Да погодиме кога ве приведоа вас? Беше петок. Добре. Беше петок. Храната таму исто така претпоставувам на високо ниво како во Валдорф Асторија во Њујорк. Храната ко храна, мислам. Најмалку важно во тие моменти. Да, амбиентот, само ќе дозволите, веќе кога почнавме нели да го опишуваме амбиентот во шутка, кога ќе ве притворат во петок и ќе сте во таа облека во која што сте, во шутка температурата е или -20 или +30. Со чучавец до глава, до јастук буквално, со реја од отворена фекална канализација, со стаорци со лебарки за цимери. Беше страшно. Јас, ако можам да кажам, имав среќа да бидам во една соба во женското оделение. Тоа е единствената соба во која тоалетот, таа дупка за фекали, што ја кажувам, се извинувам што вака се изразувам, меѓутоа за да го доловиме впечатокот мора така и да се изразиме, беше зад врата. Во сите други соби, во сите други кели, дупката за фекали е до самата перница каде што притворениците спијат. Јас бев во соба со уште 4 притворенички. 2 од нив беа приведени за разбойништво, едната за финансиска некоја малверзација, едната за транспорт на психотропни супстанции. Немав проблеми некои позначајни, меѓутоа се соочувавме со проблеми од типот 3 од нив беа зависнички. Прима метадонска терапија. Од надвор нема помош, хигиенски средства, затворот не обезбедува ништо ако од надвор не ти биде донесено. Со напади претпоставувам од нивна страна на нервоза, на лутина поради недостаток Па имаше од се по нешто, не било тоа нешто многу драстично, таму мислите дека е ваше целото време на светот, па имавме време и за многу муабет. Можам да кажам дека многу и разговаравме, многу изборувавме, имав намера да им помогнам на некој начин, настојав колку можам да им помогнам. 2 од нив дури и го симнаа метадонот, останаа после без метадон. Едната имаше желба во тој муабет, пошто ме гледаше често дека читам, и кажував дека читањето исто како сега филм да гледам. Имаше желба да научи да чита и да пишува, во што и успеа на големо задоволство на другите. Така да ја делевме келијата, ја делевме и мувлата, и влагата внатре. Тоа се неописиви призори. Собата во која што бев може да се види во дел од турските серии. Добро, но психолошкиот момент, ако ми прости Горан, многу ме интересира. Вие доаѓате, како што реков, без претходни досија, без никакво искуство со притвори, со затвори, влегувате тамо со назнака дека веќе сте добиле предупредување дека може да добиете 10 или повеќе години затвор. Значи, оној психолошки момент кога вие со 2 мали деца, со сопруг негде оставен практично со мали деца, влегувате во пеколот на шутка, слободно може да го кажам тоа, со голема веројатност дека наредните 10 години од животот, што е страшно многу, нема да ги поминете во шутка, меѓутоа ќе поминете во Идризово, каде што условите се исто така катастрофални, или во некои од другите наши затвори. И тој момент не ве блокираше, не помисливте, луѓето помислуваат, јас сум слушал, имало психолошки шокови, луѓе паѓале во делириум, удирале глави од зидови, мислам колку и да звучи ова страшно, меѓутоа наистина кога веќе немаат каде.
Што ве држеше вас? Еве, да речете ти издржам па што и да биде. Па помислата пред се за семејството и за децата, да, од една страна ти е слабост, од друга страна, нели, те храбри и ти дава сила. Политичките околности што тогаш се случува, бев свесна за тоа што допрва следеше се најавуваше, нели се наговестуваше. Прво беше законот за јазиците, а после беше и промената на името. Знаете како, јас стално велам дека колективното треба да биде пред индивидуалното. Стално велев и велам дека личните судбини треба да се минорни во споредба со тоа што како нација, како колектив губиме. Така да имав многу мотивација, имав многу, како да кажам, потик од тоа и да се случат 10 години и да се случат 13 години. Тоа не е лесно да излезеш ти кога децата ќе ти бидат веќе возрастни, ќе слават матура. Меѓутоа, ако тоа требаше да биде цената да се плати за да не се смени името на државата, мислам дека вредеше кај мене. Оди тоа по тој редослед. Сметам дека за верата наша, за Македонија и за семејството вреди секоја жртва. Јас без зборови морам да признам Горан. Многу прилично тежок разговор, морам да признам јас, но мораме да го завршиме ова. Мене ме интересираат спрегите помеѓу правосудството, помеѓу политиката, партијата СДСМ, затворските власти, судиите, министрот Оливер Спасовски кој што од Куманово, каде што сте и вие и така натаму. 59 дена сте во притвор и логично е, кога ќе ве стават во притвор, обвинителството за неколку дена, 2, 3, 5 дена, да речеме, еве да се соземете и вие и тие, да ве повикаат на разговор, да дадете исказ, и кога ќе се заврши таа фаза од постапката, вас ве пуштаат надвор. Колку време чекавте вие пред да ве повикаат во обвинителството? Точно, мерката притвор претежно се определува со цел, нели, да не се влијае на исказите. И тоа може, како што кажавте, да се случи многу брзо по притварањето. Ја бев 59 дена во притвор, во обвинителство ме однесоа 41-виот ден, а откако влегов во притворот и пред самото притварање и после беа прекршени низа процедури. Процесното право на неколку пати беше прекршувано. Во делот на тоа ќе донесат решение, ќе се жали обвинителството, жалбата нема да ја видам ни јас, ни адвокатот. Решаваат без вас комплетно и само вас ви велат сега е ваква ситуација. Да, или ќе одлучат за продолжување на притвор. Решението за продолжување на притвор треба да ви го достават веднаш, со цел вие да имате право да го обжалите и да одлучи судот согласно обжаленото, дали вие треба да седите 30 дена во притвор или не. Вас решението ви го доставуваат наместо истиот ден, ви го доставуваат на 18-тиот или на 21-виот ден, кога вие практично веќе сте ги одлежале тие 30 дена за кои што треба да се жалите. Се губи поентата на жалбата. Поентата на целава работа, тоа што разбирам и од вашиот пример и од други примери, е да ве скршат. Не, сега ќе си дозволам малку јас да можеби да теоретизирам, меѓутоа целта било да вие како притвореничка, рекате 41 ден не ве повика обвинителството. Според мене јасна е ситуацијата. Сакаат да ве скршат за да вие кажете нешто и некој друг да настрада. Дали сум право? Па да, претежно е така. Самата шутка, како што кажав и претходно, целта да престојат во шутка е токму тоа. Да го скршат притвореникот, да го заплашат, да попушти психички, дека во тие околности не би можел да издржи подолго. Па имате пред Нова година и притворите во ноември, декември се исто така многу сензитивни и заслужуваат внимание. Затоа што првото продолжување практично е пред Нова година, пред божичните бадниковите празници. Моменти кои што се и тоа како сензитивни. А сите тие моменти и сите тие сензитивни моменти, за жал, институциите ги користат за злоупотреба на мерката притвор. Се обидуваат на различни начини да те скршат. Самиот амбиент, значи шутка е оставена таква каква што е и со таква цел.
самиот амбиент, сослушувањето 41-виот ден, претходно продолжување на притворот, таман кога мислиш дека 30 дена ќе завршат, ќе те пуштат дома, ти одредуваат уште нови 30 дена, Нова година, Бадник, Божич поминуваш во шутка. Време кога човек треба да биде дома со семејството. Но вие не бевте скршени. Ниту кога одеднаш ви дојдоа на врати и ви рекоа дека тоа е друга фаза, нели, кога сте во испратени во претходно во домашен притвор и доаѓаат и ви велат не вие ќе одите во ефективен. Првично мене ми беше доделен во сам старт куќен притвор, кога ни изнесоа нели пред на самото апсење, кога не однесоа во судот во Скопје, не држеа 20 часа во една сала со лисици, сите обвинети. 20 часа со лисици врзани? Да. Меѓу нас, тоа што мене ми остави впечаток, дента кога не однесоа, што видов неколку пратеници, само неколку пратеници беа донесени и беа со лисици. Многу се изненадив од тој призор, знаејќи за имунитетот на пратеникот и знаејќи подробно постапката по која што се одзема еден имунитет и што тоа имунитет значи. А таа постапка не е помината во собранието? Таа постапка не е помината. После 20 часот не изнесоа на пред судија за претходна постапка, тој што одредува нели мерка, и мене ми беше одреден куќен притвор. Ме однесоа дома со спровод, со лисици, со се, за да по 5-16 сати дојдат полицајци повторно на врата да ми кажат дека имаат ново решение, приначено, дека на куќниот притвор, на одлуката за куќен притвор се жалело основното јавно обвинителство. Таа жалба не е доставена ниту до мене, ниту до адвокатот, како ние би можеле да одговориме. Судот носи, односно судски совет донесува нова одлука за ефективен притвор, дава налог да ме носат за шутка. Во моментот кога дојдоа, бев дома сама со двете деца, Наум беше година, Софија беше 2 години. Ги замолив полицајците да причекаат, сопругот беше на враќање од пат од Скопје. Меѓутоа, полицајците, морам да кажам дека во тој момент беа коректни, се јавија за да појаснат кај своите претпоставени. Од таа страна имаше урлање дека мора да ме носат без оглед на се, да не пуштаат засилување, да не изгубат работа и слично. Ме однесоа во шутка продолжија прекршувањата на процесното право. Така, може да додадам само овде од многу разговори со луѓе кои што биле дел од овие извршни тимови, да речем, на полицијата за ваше малтретирање на многу други луѓе, кога дел од тие луѓе зборувале со министерот сегашен и тогашен Оливер Спасовски, дека во вашиот случај ви единствена жена бевте таму. Да. Од сите тие, неговата реакција и во вашиот случај и во други случаи било гази. Гази, еден збор кој што може да значи гази по човечките животи, гази по судбината на тие луѓе, без никаква човечност во себе. Јас тоа, например, на Оливер Спасовски нема да можам никогаш да го простам како човек. Јас за тоа немам слушнато, меѓутоа не би се изненадила ако е така, имајќи го целото тоа искуство зад себе. Целото однесување, целата постапка беше токму така, како некој да кажал гази институциите, газат без оглед на се, без оглед на тоа што кршат, што прекршуваат. И човекови права, и устав, и закон, и меѓународни акти, и така натаму, и така натаму. Вие земете самото притварање и упадот дома, какви беа? И кај мене, и кај сите останати. Колку луѓе влегоа кај вас дома? Колку полицајци тешко вооружени? Не би можела да кажам колкава беше бројката. Во 3 часот са бајле, упад дома, вооружени со автоматско оружје по цела куќа, имаше... Како да сте навистина терорист, како да, очекува дека вие ќе излезете со сопругот, со ракетни фрлачи и ќе... Децата уплакани и сплашени, имаше од се, имаше цивил, имаше обична полициска униформа, имаше специјални единици, ти покажуваат налог на кој пишува обвината за терористичко загрозување на Македонија. Не можев да им верувам на очите, бев во шок и се трудев себе да се ставам у констелација на едно такво страшно и тешко дело. Ми стават лисици и ме носат до полициска станица по патот, по трасата по која движевме према полициската станица, на секој чекор имаше полициско обезбедување. Како Мохамед Бин Ладен.
Апсолутно така. Осама, да. Како Осама, прав се извинувам, терорист. да. Во полициската станица непрофесионално несување, тука прекршување бројно на регулативите, на постапката. Значи, денеска се сеќавам, веројатно додека сум жива ќе се сеќавам како ми се внесува во лице одредени полицајци и како ми вика терорист, цела нина на Кумановски, цела нина партија е терористичка. Ме носат за Скопје, сувозачот исто полицаец, се јавува така вино расположен и насмеан и на предпоставен и вели да, шефе, еве, носимо го, за кратко ќе го доведеме у Скопје. И тоа така е некако, како да ви кажам, долно и мизерно за една униформа, за човек што носи униформа, да се однесува така непристојно и така непрофесионално и така нечовечки. Мене, знаете што, суштината во целата ова работа, да, законот и пресудата на судот и еден аспект на проблемот. Мене човештината е тоа што ме иритира. Вие сте единствена жена, реколме, во целиот тој процес. Ве тужи Вилма Русковска, исто така жена, предпоставувам, не знам, јавно не се скажала никогаш. Ве суди Добрила Кацарска, председател на Судски совет. Така. Во таа улога има сериозна и Весна Димишкова, контроверзната судика на претходна постапка. Немаше ли некакво сочувство кон вас, Русковска, да рече, добро, ајде, жена е, дајте, луѓе, има 2 дечиња, мали години и 2 години, дајте да ја оставиме дома. Не почувствувавте ли некогаш некакво, повторно ќе речем, некакво сочувство од Кацарска, од судиката, заради тоа што сепак сте жена? Не ни имало прилика кога тоа да се почувствува. Процесот и самиот, знаете каков беше целиот процес, зборам сега за судскиот процес, од како почна, во какви нехумани услови беше. Процес за изучување и процес, како што кажав и на почетокот, што без оглед на се не сме никогаш да се повтори. Не би требало никогаш да се повтори некој да има истата судбина што ја имавме ние и дел од луѓето што сега лежат 211 години затвор. Пред некој ден кога ја објавив веста за добиената пресуда, еден од командирите што ги носеа притворените на судските рочишта, Чичко Мите, ми коментираше, па знаеш, Елена, да не грешиме пред Бога, не беше баш така дека по 12 сати притвореници останува без храна и без вода. Јас не сум човек што зборува без факти, без аргументи, што филува, што преувеличува и на Чичко Мите му ја освежив меморијата, му пратив, односно му постирав слика од извештајот на Хелсиншкиот комитет, кој што се однесува токму на случајот 27 април, зашто тие мониторира дел од рочиштата. Би било добро да не го прочитате. За тоа сведочија, значи рочиштата беа долги во низа по неколку дена, цела недела да речеме. Рочиштата беа долги и првите денови притворениците буквално беа оставени без храна и без вода, а на нас од надвор не ни дозволува да им подадеме било што согласно правилата. Во еден случај правилата ги почитува, во друг случај правилата ги заобиколува и ги прекршува. Да, доколку дозволите, би прочитала неколку дела од извештајот на Хелсиншкиот комитет. Вели, од отпочнување на судењето во месец август 28.2018 досега сме мониторирале 7 рочишта. Па вели, Хелсиншкиот комитет го нотираше ова сериозно прекршување на правата на притворените лица и укажува дека судот е должен да го следи почитувањето на правата на притворените лица во текот на целата постапка и дека во овој случај на евидентни прекршувања како во овој случај должен е да ги преземе сите действија и мерки за заштита на правата на притворените лица. Вели, представува повреда на член 3 од Европската конвенција за човекови права, кое право исто така е загарантирано со Устав на Република Македонија, Закон за кривична постапка и Кривичен закон на Република Македонија, а се однесува да лице лишено од слобода и во притвор повеќе од 12 часа не смее да остане без храна и без вода. Изостана било каква, вели, јавна реакција или соопштение од страна на управата за извршување на санкции, кој согласно закон требаше да го испита овој случај и да одговори соодветно да ги санкционира.
Уште само кратко, Хелсиншкиот комитет исто така укажува на должината на траењето на секое рочиште, особено имајќи во предвид фактот што некои од мониторираните рочишта траја и повеќе од 10 часа. Без превоз, ако сега да додадам, тие што биле од Куманово како вас, од Охрид, например, имаше луѓе кои што ги возеа по 3-4 часа во полициско возило, па ги враќаа назад. Тоа дополнително време. Значи, по 18 часа, освен многу прекршување. Ова што го прочитавте дека е тортура со изгладнување, јас вака не сум правник, ама можам си дозволам да искоментирам. 12 часа да ве остават без храна, вие не сте способни да одговарате, да следите судење? Ние што идевме од надвор, што имавме куќен притвор или на кој што ни беа завршени мерките куќен притвор, одевме на судските рочишта. Значи можевме да си носиме храна или да излеземе на пауза да купиме. Меѓутоа зборуваме за притворениците што ги носеа од Шутка директно на рочиште без храна и без вода. Збориме за луѓето кои што денеска служат 211 години затвор. Мене ме интересира, физичко наследство вие лично не претрпевте, за психичкото мислам дека прилично бевте експлицитна, но ме интересира следниот момент. Полицајците што влегуваат дома, потоа кога ве спроведуваат на пред судија или кога ве носат во притвор, таму во притвор имате допир се разбира со униформирани лица, потоа со судиите, се обидувам да се ставам во вашата кожа. Се обидувате да разговарате со некој од нив, во смисол на зошто се случува сето ова, зошто ме третирате вака. Ние сме навикнати дека треба некако тоа да биде насилно, меѓутоа логиката на нештото, зошто го правите ова? На лично ниво. Се обидовте воопшто да ставите контакт со нив да добиете, споменавте двајца полицајци како се однесувале кон вас? Па не. Или потполно бевте веќе беше се јасно? Ми беше јасно, видов дека не сите се однесуваат така. За волја на вистината, меѓу нив има и луѓе што најпрофесионално си ја вршат работата. Ама за жал има и такви поединци кои што едве чекаат да се да. Да кажат и политички став и да ве навредат и да ве, како што ви кажав, да ве нарекуваат погрдно. И немаат проблем со тоа и немаат срам од униформата што ја носат. Имаше некакви обиди за комуникација, сега мора да тргнам од нашите примери со Драган, ја почесто, кога ни поднесуваат кривични пријави, кога се очуваме со обвинители, со суди и така натаму. Официјално се разбира не, но преку други луѓе, трети луѓе, не сите се знаеме во Македонија, ќе ви испратат порака, извинете, ама мора сега ова, мора така да се случи, нели одгоре дошла одлука. Повторно ќе се вратам на Русковска, на Кацарска, на Димишкова, на Спасовски Оливер, за мене еден од клучните фактори во овој обид за кршење на... Катица ја нема? Катица ја нема? Во ова приказна нема така? Не беше ова, беше друг предмет. Повторно ќе речам, да побарате, да се жалите на одлуката на судијата од претходна поставка кој што ви пуштил дома во домашен притвор, да се жалите да барате да добие единствената жена со две мали деца ефективен притвор и при тоа тие точно знаат каде ве носат, е нечовечки. Има ли почувствувавте ли, ви пренесли ли некој некогаш некаква порака дека ете има кајање, има жал за тоа што ви се случувало? Или може би јас сум премногу оптимист голем? Не, нити некој ми пренел, нити очекувам од тие луѓе некоја таква емоција. Единствено што ми беше пренесено кога излегов од ефективен во куќен притвор, зашто после ефективниот бев уште 2 месеци во куќен притвор. Првата посета од еден од адвокатите ми беше кажано дека во комуникација со обвинителството било кажано Елена може немаше ни да биде дел од обвинението, од обвинителниот акт, ако беше малце посоработлива. И тоа многу... Ова е многу важно. И тоа многу кажа. Сега, не знам дали воопшто вреди да се продолжи муабетот на таа тема. Доволно кажува и добро, тоа во превод значи дека од вас се очекувало да кажете работи, можеби што не се случиле, што не сте ги виделе, што... Па не знам што ти очекувале, какви биле нивните очекувања, меѓутоа јас знам
што јас сакав, која беше мојата мотивација да го издржам цел тој процес. И може ли да помогнам јас со едно прашање? Ајде, повелете. Слушнато од други луѓе, дека сте рекле ако треба ќе лежам и 20 години, но Македонија не ја предавам. Нема да одговорите, се јасно, вие сте скромен човек и ви благодариме за тоа, морам да бидам искрен, но на почетокот, ако ќе го прекинам ова прашање, не се расплачеме тука сите сега. На почетокот не случајно ве прашав, едноставно кажав дека сте правник долгогодишен со правосуден испит, рековте вие, точно сте го следеле процесот нели како жртва, но и како човек кој што го познава правото. Беа ли свесни луѓето што ги прекршуваат тие процесни действија, многу јасно утврдени во пресудата од Судот човекови права, беа ли свесни дека го кршат правото? Па јас мислам дека да. Тоа не се работи за некои лаици и почетници во правото. Се работи за обвинител, за судија, за високи функционери во Министерството за внатрешни работи, цела една спрега. Не е прв случај. Тие точно знаат и кои се роковите и што законот вели. Едноставно сметам дека тогаш намерата и филмот, ако може така да се изразам, беа по секоја цена да се држат во притвор луѓето, да се притиснат, да се направи еден амбиент на страф, да се направи една слика дека ете можеме ние и мајка на малолетни деца да притвориме, да можеме ние и пратеници, да можеме ние нели и живи луѓе да јадеме. Живи луѓе да јадеме. Мислам дека беа свесни за сите прекршувања. Може не очекува дека некој отпосле ќе покрене вакви постапки и ќе ги нотира и ќе ги лови точно тие процесни прекршувања кои што они ги правеа, да не речем на дневно ниво. Може ли да има некаква одговорност за овие луѓе? Судиите се заштитени со закон, па и обвинителите? Па не знам дали може да има. Согласно постоечката законска регулатива, мислам дека не. И сметам дека тоа е една голема неправда, голем пропуст. Многу луѓе велат дека судскиот систем во Македонија заслужува рестарт. Јас сметам дека во вакви околности, во еден урнисан систем, рестарт е многу малку. По мене треба фактори ресет да се направи. Тоа не само на судскиот систем, него на целиот систем кој е и кородиран, и корумпиран, и силно угушен од политика и од корупција. Сметам дека неправедно е пред се кон граѓаните на Република Македонија, кога Европскиот суд ќе утврди прекршување на членови од Конвенцијата за заштита на човековите права, казната да биде парична и тоа да треба да го надомести државата, односно граѓаните. Сега казната за нечие несовесно, неодговорно работење и кршење на законите и кршење на меѓународните акти треба да го плаќат граѓаните. Тоа треба час поскоро да биде сменето, треба да има еден систем во кој секој ќе се одговара за своите постапки, за своите одлуки. Се согласувам, да, во актуелното позитивното право во Македонија нема можности да се гонат Русковска, Кацарска, Демишкова и така натаму. Оливер Спасовски не е во таа ситуација, неговата ситуација е многу потешка, но што правиме со кармата? Сега ние збориме за правни действија овде, судски одлуки. Драган, јас на вистина верувам дека кармата ќе ги стигне сите овие луѓе кои што внимајте свесно, доколку некој човек, обвинител, судија, министер, не знаел што прави. Затоа ве прашав, што мислите, дали знаеле дека се прекршени процесните действија? Доколку некој не знаел, немал доволно сознанија до што ќе доведе тоа, не го познавал законот, можеме да простиме. Господ може да прости. Но може ли да се прости нешто што е направено со цел да се скрши човек за кој што јас сум убеден дека знаеле дека вие сте невина. На судењето за вас нема никакви докази дека сте презеле било какво незаконско действие. И луѓето го виделе тоа. Од доказната постапка се видело дека вие сте невини. Само комплицирам, меѓутоа, јас навистина верувам дека кармата еден ден ќе ги стигне сите овие луѓе што направиле неправда. Далеко тоа дека биле несвесни, затоа што тој случај, ако се навратиме во тој период, беше во фокусот на внимание. Значи, верувам дека и тоа како
се знаело и решенијата какви ќе бидат, и притворите дали ќе се продолжат, и доставниците кога ќе се достават до адвокатите и до притворениците. Значи не се работи за прекршување и за достава за недоследност од ден или од два. Значи ви имате прекршување на рок од 16 дена, од 18 дена за доцнување. Што се сериозни Или сте чувани 41 ден пред да бидете повикани. Што се сериозни повреди кои што ги нотира Европскиот суд за човекови права и ги нотира како драматични. Значи самиот суд ги насловува како такви. Вие да споделам уште еден момент, уште едно прекршување кога ми го преиначи ефективниот во куќен притвор заедно со Дурловски, апелација одлучуваше тогаш. Бевме ослободени, значи преиначено беше од ефективен, како што кажа, во куќен, во четврток. Мене дома ме несоа дури во понеделник. Значи јас остана во притвор плюс 96 часа. И четврток, и петок, и сабот, и недела за во понеделник да ме однеса дома. Мислите дека не знаеле? Повторно како во филмот. Сигурни сме дека знаеле. Значи некој таму седнал и рекол ќе ја приведеме во петок, ќе однесеме во Шутка, за да не може до понеделник да има било каков контакт со светот, и ќе ја пуштиме во четврток, за да остане уште толку и толку часови во... И за мене тука ми е прашањето, зошто некој човек би го направил ова и незаконско однесување, но и нечовечко однесување? Зошто некој дел од таа спрега судско-обвинителска, политичка, полициска и така натаму, би го направил ова, знаејќи дека не е во право? Дека вам ви прави нешто лично страшно? Не знам, вакво прашање веројатно треба директно на нив да им се упати, за да се види што тие имаат да кажат. Не можам ни да замислам што им било во главите. Политички, отпосле се виде која беше намерата на целиот случај и која беше целта и за каква цел се злоупотребија институциите и мерката притвор. Јасно беше дека треба да дојде по секоја цена до промена на уставното име, како што и се случи. Да. И на крај дојдеме до една таква неправда во која што, рековме, голем број луѓе лежуваат 211 години затвора, од друга страна го имаме еден Љубен Арнаудов, шета по Охрид, го гледам стално, уништен човек. Го имаме еден Муковски Крсто, кој што има 5-6 милиони евра направено тендери од оваа влада. Го имаме еден Василевски во Охридската болница, си работи без никаков проблем, би рекол, реален. Ја не можам да ги разберам се, вие веројатно подобро може да ги разберете, сте биле внатре, сте биле. Како може некој да направи ваква неправда? За едни да биде најголемото зло, за другите да биде прилично добар живот, да речем. Па ете, едноставно може, очигледно е дека некој може. Знаете како, ја на дечките што моментално одлежуваат 211 години затвор, верувам дека им е пеколно тешко и на нив, и на нивните семејства. Значи, зацрнети многу човечки судбини. Меѓутоа, нивната голгота еден ден, порано или покасно, ќе заврши. И ќе бидат запишани со златни букви во историјата. За нив ќе се зборува како херои на поновата македонска историја. За разлика од другиве што ги споменавте, може се на слобода, меѓутоа тоа не се слободни луѓе. Може да имаат и тендери, може да прават и пари, меѓутоа замислете го нивниот живот и тежината кој што сами си ја качија на плеќите. Искрено немаме дилема на чие место би биле, дали на место на Крсто Муковски или на место на Јане Ченто. И не знам дали некој би имал дилема во моментов. Некој нормален зборам во Македонија. Морам да признам дека е еден од најтешките разговори што сме имале досега во оваа емисија. Малку да му дадеме поинаков тон. Доценска Божиновска, вие долги години работевте во собранието и по се што се случи повторно се вратите во собранието. Па да, се вратив. Откако заврши процесот за мене, значи после
процесот на амнестија. Ме вратија назад во собрание, како пупу ништо не се важи, се е во ред. Не знам не дојдовте никаква надокнада за не, поминатото време, не знам, макар платите што сте ги... Не, ниту барав, ниту добив, ниту имав намера нешто да барам, ниту нешто ќе можеше да ми го надокнади тоа што го поминав, и јас и моето семејство, и сите блиски. Се вратив во собранието, и ден денеска како и пред 27-ми најсовесно, најпрофесионално, најодговорно си ги извршувам работните обврски, за што можат да посведочат и соработници и колеги. Со високо крената глава. Така е. Баш со леснотија, со една огромна леснотија можам да сретнам било кого во собрание, независно дали е колега, дали е претпоставен, дали бил, дали не бил учесник во настаните од 27-ми. Апсолутно немам никаков проблем да се соочам, да поразговарам, да соработувам, да комуницирам, затоа што едноставно немам ниту грижа совест, ниту чувствувам вина и знам дека на 27-ми јас бев на правата страна. Што велат вашите колеги, комши, роднини, особено после овие последниве 3-4 дена, кога се разбраа дека сте вие победникот, против кликата што во моментов владе во Македонија, не е обична присуда на судот за човекови права? Па како отминува времето, мислам дека емпатијата кај луѓето во однос на случувањата за 27-ми, во однос на неправедно затворените, расте, дека народот некако полека се ослободува, некако се уверува во тоа што беше вистината и што е вистината, а ја гледаме нели со известно задоцнување. Не знам како да ви кажам, мене чувството ми е апсолутно исто првиот ден кога отидов во собрание, кога се вратив по процесот, исто ми е чувството како сега кога ја добив пресудата. Јас пресудата, мене не ми требаше пресудата за да ме охрабри или јас да ми го смени чувството или да ми ја намали грижата на совест. Мене пресудата ми требаше за и тие малку луѓе што останаа со тронка сомнеш да се уверат дека навистина политиката ги зема институциите во своји раце и ги злоупотреби. И газеше преку живи луѓе и зацрни многу судбини. За тоа беше потребна оваа пресуда. Верувам дека голем дел од граѓаните и тие што ги кажав мал дел што имале некаков сомнеш, дека сега веќе се уверени дека од самиот старт беше политички монтиран случај и ништо повеќе од тоа, а се со цел да се дојде до тоа што се дојде до промена на уставното име. Не гледам кај вас никаков гнев, морам да бидам искрен. Емоција се разбира, не гледам желба за одмазда, но сепак морам да ве прашам. Утре ќе се видите со полицајците што ве навредувале, што ве шиканирале, со луѓето кои што се обиле да ви го уништат животот, или учествувале во обидот да ви биде уништен и вашиот живот и животот на десетици други луѓе. Ќе се видите, Куманово е мало место, во Скопје со некој од нив можеби ќе се видите, не знам, во Тинекс ќе се видите, во Веро. Што ќе реагирате ли? Па со дел од нив и сум се сретнала, нема да реагирам. Јас едноставно простувам, ама не заборавам. Го имам кажано тоа неколку пати и јавно и многу пати му си имам заблагодарено на Бога што едноставно ми го држи така отворено духот и срцето без да почувствувам гнев кон тие луѓе и што на некој начин ми дава сила да бидам позитивна, на сите да одговорам и да вратам со добро, за срамот да им биде уште поголем. Уште едно прашање, освен што се вратите во собранието, вие сте и советник во општина Куманово. Така. Па сега малку е специфично, меѓутоа реално градоначалник на Куманово е господин Максим Димитриевски, кој што на 27 април беше по другата страна, условно кажано. Какви се тие релации сега? Па, интересни се Божите патишта. Нели? И грешките и лагите ќе ги видиме некој порано, некој подоцна.
со советници од листата на Наше Куманово, кои што важат за советници на Максим Димитриевски. Точно сме дел од мнозинството во Советот во општина Куманово. 16 месеци функционира тоа мнозинство на многу принципиелна основа. Додека интересот на граѓаните на Кумановци и додека предлозите се во корист на Куманово, мнозинството, односно советниците на Максим Димитриевски, ќе имаат наша подршка. И обратно, во оној момент кога предлозите ќе бидат и ќе се косат со интересите на Куманово и на кумановци, нема да добијат наша подршка и наше одобрување, што всушност во изминатите 16 месеци колку стојува ова мнозинство, неколкократно и го имаме покажано. И коалицијата ќе постои се додека обострано го почитуваме тој принцип и се додека интересот на граѓаните е единствениот приоритет и водилка на обстојувањето и на функционирањето и делувањето на оваа коалиција. И уште едно прашање за крај. Жалите ли понекогаш што можеби не сте биле попрагматични во наводници да се понудели за соработка со обвинителството, за кој што јасно било дека би сакале и би можеле да ви искористат во процесот за своји потреби, за да ја прекинете таа сага, да не исчекувате часови, денови, недели во ужасни услови? Сте помислили некогаш дали таква цена би платиле пред себе, пред својот народ, да речем? Не. Не, воопшто ниту сум помислила и мислам дека и да постои можност времето да се врати назад, мислам дека би постапила сосема исто како што имам постапено, мислејќи дека сум постапувала секогаш исправно и така како што требало. Жал ми е што тоа го кажувам, имајќи во предвид дека било патењето големо, веројатно и кај родителите, и кај сопругот, и кај децата. Тоа не е седно ако гледате од тој аспект. Меѓутоа, пак ќе кажам, колективното и националното треба да биде пред индивидуалното. Благодариме на единствената жена во Македонија во регионот која што е гонета за тероризам. Треба да го провериме ова доколе, но мислам дека така е. И благодариме за тоа што сте издржале, што не бевте скршени и што преку вашиот пример покажавте дека има и кој да се бори, има и за што да се бори во оваа наша засега несреќна Македонија, но Македонија која што наскоро ќе се случат, ми се чини, промени и ќе се ослободиме од овие прецени човештини, па и други видови на тортура. Многу важно е, јас сметам дека тоа што генерално на нашиот народ му фали е малку да се одважи, малку да се охрабри, максимално да го почитува туѓото, меѓутоа безусловно да го брани своето. Елена Дутецка-Баџуновска, ви благодариме за вечерашно исцрпно интервју. Верувам дека ги исполнивме очекувањата на гледачите и верувам дека оној оптимизам и она потреба за одважност и тоа како ја примија во големи количества вечерва од вас. Ви благодарам на поканата, ви благодарам на можноста да поразговараме и за пресудата и за темите околу истата. Така, се надевам ќе имаме и повторна прилика, почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. И јас сум, морам да признавам, вознемирен од разговорот, меѓутоа тоа е што е. Утре во 15 часот ќе имате можност да го проследите репризното издание на оваа емисија, а утре вечер во 22 часот и 30 минути повторно ќе ви се јавиме јас и Горан Мамировски. До тогаш пријатно.
Програми што не се препорачуваат за деца под 12 години. Неопходен е надзор од родител или